Прошлата власт, која што знаеме кај се наоѓа, после толку протести, излегување на улици, немаше доплес да не викне на ниеден разговор, едноставно не подцени, не изманипулира. Со овие договорците на дел, каде што им беше обеќано дека ќе бидат вработени пред нова година 2024, но тоа не се случи. Додека со доаѓањето на новата власт и ние како синдикат и нашите членови во синдикалното движење и на ниво на конфедерација сме изненадени од доблеста што власта сама ни се наметна ко социјален партнер за разговори, за вршење на еден диалог, без никакви радикални мерки кои што не сме ги преземени од кога е новата власт. Они самите, не само нас и голем број други синдикати, не викна и ни се наметна како партнер. Значи тоа го подразбираме како доблес кој што сака да им помогне на сите работници во Република Македонија, а додека ние како здравствен сектор имавме првен средба на ниво на конфедерација. Втората средба, изненадување исто беше за нас, самите министри, заменици, дојда во канцелариите на КСОМ, каде што имавме состанок со нашата конфедерација, со сите синдикални организации што фигурираат во Конфедерација на синдикални организации на Македонија. И третата средба се случи деновиве од страна на владата, каде што имавме средба со советникот на председател на владата, господинот професор доктор Лазар Јовевски, каде што можам да го цитирам дека приоритет на оваа влада за идната година ќе биде здравството, здравствените работници, подобрување на здравствениот сектор, условите за работа, платата на здравствените работници и средување со дефицит на кадар што е во здравствениот сектор.